Македонската јавност го запозна како црноморестото момче кое ја пееше Јовано Јованке во дует со Тијана. За да ви биде малку појасно, слушнете го рефренот. Крај варданот седиш, мори бело платно белиш, душо се нагоре гледа. Иако македонскиот јазик не е негов мајчин, сепак одлично го владее. Рон Холси е момче од Соединетите Американски држави, поточно од Мериленд. Лос Анџелес е негов дом, а Србија, српската музика и девојките се негова слабост. Токму затоа и одлично го познава нивниот јазик, а песните ги пее со толку голема емоција. Киша е падала, а јас сам плакал за њом. Улица туга, ко моја туга, остаче у граду том. Приказната на Рон Холси ќе може да ја слушнете оваа сабота во вечер со Тијана, со почеток во 20 часот на 1 ТВ. Еве што Холси изјави за нас пред почетокот на снимањето на емисијата. Ron, hello, welcome to our TV. How do you feel? How do you like here? I love it. I got to Skopje yesterday. It's a really beautiful city. It's really nice. It's really cool. The food is amazing. The people are really nice. I'm sad it took me so long to get here, but this is my first time here and I'm really enjoying it. Запознавањето со Тијана било преку нивни заеднички пријатели. I met Tiana through mutual friends in Belgrade. Ivana Rebrenović and Toni Pavlovski, who's a Macedonian guy who directed one of my videos. And one day they had kind of a little party or something like that. And I told Tiana that I was learning Jovana Jovanke, and she said, "Okay, let me hear it." And so we both sang it together, and I said, "Oh, that sounded pretty good. We should maybe record this together." And so we did. Рон е всушност сценарист кој работи на цртани филмови за Дизни. Неодамна Рон Холси беше дел од црвениот тепих на доделувањето на Еми наградите. А кога веќе ја отпеа Јовано Јованке во дует со Тијана, прашавме. Do you know some Macedonian words? Macedonian words, I know like turše, right? That's one of the big ones, yeah. And I know like zdravo dosite. But I got to get better at it, so I'm trying to learn some more. So maybe while I'm here, I'll pick up a few more words in Skopje. What about the Macedonian song? Do you know some Macedonian song? Only Jovano Jovanke? I know Jovana Jovanke, and I think I'm going to learn Zajdi Zajdi, and there's a few others. Makedonska devojka. Makedonsko devojče? That one, which I've heard and I really, really like. I love that. Can you sing something? Oh. In Macedonia, I don't know it well enough yet, but I love those rhythms of the Macedonian music and that sort of key. It's just this really emotional, evocative feeling in these songs. It feels like these songs existed forever. You know, I know they're really old, but it feels like they've been around since the beginning of time, and I love that about the songs. Кога на почетокот споменавме дека србинките му се омилени, доказ е песната Српкиња, која во оригинална верзија е Наоми. Слушнете ја компарацијата. Љуби, тоа е далепа моја Српкиња, само тебе за себе желиња. Рон во вечер со Тијана ќе и прави друштво на Лила Филиповска, која по авантурата што ја имаше над Охридското езеро со летање параглајдер, ја седнавме на жешкото столче во вечер со Тијана. Забава, а што друго? Нели така и замислена на незината емисија. Тијана како Тијана, секогаш интересна, оригинална, очекувам оригинални прашања, затоа што долго време не сум гостувала никаде. Баш од таа причина, бидејќи до овде ми е со едно исти прашања, со оглед на тоа нели дека долго време сум јас работам на телевизија, луѓето се веќе знаат, веќе слушна и затоа не сакам многу да се експонирам и да зборувам. Запее ли Лила вечерва? Па многу тешко да ти кажам искрено. Прво и основно не се договоривме ништо, барем нешто малку нешто да се извежбаше. Значи не дека некој ќе очекува да пеа Марија некоја нели, туку нешто да отпеам, меѓутоа бидејќи тоа немам извежбано.
Второ, за да покрај такви двајца пејачи, мислам дека е многу некоректно да излезам јас нешто да пеам. Меѓутоа ќе ги поддржувам и ќе бидам пратечи вокали и ќе се забавувам и ќе играм тоа сигурно. Ќе остане ли така, ќе почекаме да видиме до сабота, кога во 20 часот ќе се емитува и последната епизода од оваа прва сезона на Вечер со Тијана. Но во едно сме сигурни, Оро и Валцер сигурно дека ќе се игра. Лила македонската јавност ја запозна токму од вакви и слични шоуа кај нас. Ток емисии кои се емитуваа на една домашна телевизија. Несоница со Мишко Барзов беше едно од најгледаните во тоа време. Не е едноставно затоа што тоа треба да се одбереш на голема екипа, треба да одбереш интересен гостин или гостинот ако сам по себе не е интересен, има и такви многу јасно. Треба да гледаш како реков, не има и такви, да не биде дека зборувам за другите, а не за себе. Да бидеш интересен, да му подготвиш интересни прашања, некоја изненадување и така натаму. Екипа сериозна која што треба да стои за тоа, затоа што гледачите нели го гледаат само водителот и гостинот, а не гледаат кој е позади, тоа е една огромна екипа. Лила банкарот се уште не го дава, а уште помалку се или нешто, но би прифатила ли нов предизвик доколку има простор? Се што ми е предизвик би прифатила, затоа што во принцип јас сум човек кој што ги сака шоуата од било каков тип, било да е тоа музичко, или да е квиз шоу, какво и да е, или ток шоу. Зошто да не? Апсолутно, да, секогаш сум подготвена за нови предизвици, посебно ако е нешто што не сум го работила, не сум го правила, иако во изминати 25 години јас мислам дека веќе уште вести само што немам водено. Се друго имам направено, така што меѓутоа предизвици секогаш сакам, почитувам и секако дека ќе прифатам. Интересен спој во Вечер со Тијана. Не ја пропуштајте последната емисија од оваа прва сезона. Лила Филиповска и Рон Холси. Оваа сабота во 20 часот на 1 ТВ. Ке биде интересно.